Драги мои, добро вечер. Уште еднаш. Добре дојдовте. Вечерва емисијата е посветена на Скопје. Од време на време ги правам овие емисии, ги обмислувам и ги наоѓам архивските материјали каде што можам да стигнам. Има малку филозофија, има малку хронологија, има малку историја и малку повеќе емоција. Скопје е половина држава. Скопје не место кое единствено сите македонци поминале низ него. Ке минат цел живот и на некои места дури ова наше шака од парче земја нема да стигнеме сегде да отидеме и да видиме, ама Скопје не можеме да го пропуштиме. Скопје има многу бурна историја, ако ја зееме генерално. Но кога зборат за бурната историја на Скопје, тоа е толку години и векови растегната преку 2000 години да, мислам, дури нема што да се, посебно да се говори за тоа. Мислам, не ја разбирам таа фасцинација, затоа што стварно нема што да се извади. Но што се случува со Скопје последните 100 години? Што се случува Скопје од 1960 година па наваму? Тоа е, мислам, дека е една невидена експлозија, еден страшен, како да го кажам, квантен скок. Најдобро би го рекол вака со некоја терминологија, да речем, научно да звучи. Толку брзо се одвиваат работите со Скопје, да едноставно се губи зетгејстот. Зетгејст е суштина на времето. Суштина на времето е тоа да можеш да објасниш сега, во овој момент, каков е амбиентот, какво е чувството, какво е дишењето, движењето, трендот на градот, кои се неговите места, кои се неговите не места, кои се неговите култни. Ја работам неколку години на еден проект наречен Шармот на Скопје 1960-2020. И оваа емисија е посветена исто на тоа. Оваа недела ќе реализираме 3 емисии по овој повод. Од архивите успеавме од прашините да ископаме една серија која многумина ја имаат заборавено, се има пред неколку децении, се има емитувано. Малце еден дух кој некако го изгубивме последниве години, го имаше тоа, а тоа е духот на, кој ќе го речат, урбано живење. Не би го нарекол тоа. Скопје нити е град, нити е село. Скопје е нешто помеѓу. Нити е, како да кажам, некаков град со уметничка душа, нити е краен пропалитет. Се има и се нема. И тоа му дава една чудна специфика, затоа што Скопје еволуираше пребрзо, не еволуираше природно, не израсна да речеме, да ги одлежи природните болести на современата метропола. Скопје беше принудено да порасне нагло и пребрзо. Може би Скопје да не се случеше скопскиот земјотрес, малку поинаку ќе се развиваше и визуелно и ментално. Многу наши познати, блиски у бившата држава, која веќе не постои, градови поинаку се развива. Белград остана отворен град и ги спои сите можни села одоколу, ама за тоа плати превисока цена во секоја смисла, и позитивна, но повеќе во негативна. Сепак се држи на една многу висока класа. Љубљана и Загреб па држеа еден затворен тип. Љубљана и ден денеска има ист број на жители колку што имаше и пред 30-40 години.
Скопје не се знае колку жители има. А Скопје сакаше да се надпреварува, не знам, ми се чини повеќе со Солун. Но Солун се разви со еден многу поголем концепт. Солун, иако делува толку огромен, Солун има многу повеќе душа затоа што не се дозволи многу повеќе жители. Многу ми намислат дека Солун има повеќе жители од Скопје. Не е точно. Скопје дури официјално има повеќе жители од Солун, но Скопје има далеку повеќе жители затоа што имплементираше нешто што природно не му припаѓа на она што е урбана средина. И затоа велам да не се случеше, ова се шпекулации, да не се случеше земјотресот, Скопје можеби ќе се развиеше како една Љубљана. Ќе ги зачуваше сите оние историски, битни, убави елементи кои ќе му дадеа некако. Скопје насилно порасна, многу брзо, немаше избор. Скопје беше срушено, катастрофа. Ја градеше Јапонец, кој нема допирна врска со духот на живеењето. Не дека он беше лош, едноставно не му дадовме и он го направи тоа што го направи. Колку е тоа добро или лошо, тоа нема оваа. Се ова што е родено пред 60-тите, после 60-тите и што го фалоспево, не знам, градскиот зид, трговскиот центар, се во ова урбано како се направи или не се направи, еве чисто да ви кажам дека комплексот банки, она што го гледате една зграда, требаше да бидат 8 згради. И тоа да биде во комплекс на еден бизнис центар, кој самиот можеше градот да го воздигне нешто друго. Но и тоа не го направивме. Градскиот трговски центар требаше да се протега уште барем 30-40 метри натаму. Тој зелен кров, она парче требаше да биде далеку одамна надминато и веќе сосема друго. Концептот беше горе да бидат тераси со музика, летни тераси, летно кино и така натаму. Сето тоа се изгуби во оние, и тоа мислам дека го криминалот на оние што најмногу го бранеа чистата форма негова, оставајки такви објекти да пропаѓаат. Но не сум тука сега за да тераме политика. Скопје си има добри и лоши страни. Имало добра намера. Еве, например, денеска ако го погледнеме музеот на град Скопје, како се инкорпорираше со Diamond Mall, тоа е феноменално. Како старото да се зачува и тоа што останало како споменикот на Скопје, а инкорпорирано во најмодерното што е многу нормално. Поголеми градови срамнуваат тоа со земја, а нам не ни остана, бидејќи се она што ни вредеше го изгубивме или во земјотресот, или па во трката по профит да се изгради, го срушивме. Еве, искрено да ви кажам, има еден ситен објект кој го изгубивме и кој не можам да го најдам, а го барам. Тој е, например, објектот кој беше клучен со децении во градот, од емотивна страна, се наоѓаше на плоштадот на град Скопје и тоа беше еден столб кружен, негде блиску кај што беше Кенан. И Кенан требаше да остане, не требаше да биде кондураџеја таму, ама требаше да биде некаков, како да ви кажам, се прави некоја естетска символика за такво нешто, може би, што ја знам. Иначе, човек отеснав од добро си доби, кај што си доби и така натаму, но беа битни тие елементи да се зачуваат од некој друг аспект. Ајде, може би и Кенан претерувам, во моментов малку импровизирам, но столбот, тој столб беше за лепење плакати, бетонски столб, кружен, тој сигурно од пред војната датираше. И на него се ставаа плакати, концерти, гранки, што се дава во кино, филмови, кинопрограма, до оние објави за жална вест, разни прогласи и сето тоа. Зошто беше тој столб битен? Тој столб беше битен затоа што тоа беше место и епицентар
каде што најмногу паровите договараа состанок. Кај ќе се најдеме? На плоштад кај столбот. Енормна количина на емоции носи тоа место во смисла на љубови кои се родиле, љубови кои се изгубиле, пријателства кои се создале, трајни врски. Затоа велам, еден таков објект ќе беше слава на едни внуци и правнуци. Тука баба ми и дедо ми се запознале, прв пат се бакнале, тука се фатиле за рака. Бидејќи плоштадот беше место за корзо, тоа беше главното корзо. Претходно беше таму кај Кеј, тоа зборам скоро за време на Втората светска војна, па на плоштадот, потоа беше пред Ванила, па од пред Ванила отиде едно корзо се направи или собиралиште, тоа беше пред Бони Ани, пред грчка амбасада Пирамида, денеска е Силбо. Тука нема правила, нема зошто и како и тоа некој насила да го прави. За жал скопјаните бараат такви места. Ако отидете во Охрид, Широк, Сокак, па дури и некои помали места ни Скопје кои имаат таа една главна пешачка улица, таа е феноменална работа. Ке излезат во 7, ке шетаат нагоре надоле, ке седнат некое кафе ако седнат, ке се ишмекаат здраво, кај си, ово, она. И тоа е феноменална за една синергија да се спојат, за да се запознаат, за зачувување на духот. Затоа корзото е многу, многу битно. Луѓе, препозитивна, но и претрагична е оваа работа. Ја за овие 2 години, колку ја терам оваа работа, молев еден куп луѓе, се мислам дали и да ги спомнам, не за да ги критикувам или во негативен контекст, луѓето се преосетливи денеска, но знаете што, жал ми е да не ги спомнам тие луѓе, но они одбрале така и тоа е нивно право. Јас сум во градов, во неговиот дух, во неговото живење уште од раните 80-ти. Пуштање музика. Тоа ми беше, бев музичар и бев дисџокеј. Од аспект на градот, некои други работи, кога бев помлад, многу мултитаскинг правев. И првите ноќни забави како дисџокеј, ја памтам Мице, диџеј Мице, кога пушташе во Мусандра, беб во диската. Ја го памтам диското Хотел Панорама, феноменално, како Saturday Night Live беше подиумот стаклен со светла. Јас ја памтам Скала со жива свирка, каде што Лева Патика, поточно Пу свиреа. Памтам иде во Турист, во Клуб 23. Ке се чудите кој е тоа Клуб 23. Тоа е Хотел Бристол. Хотел Бристол кој во центар на град се распаѓа. Онака како и во Охрид што се распаѓа Хотел Палас, затоа што ние имаме транзиција, ние сме со комунистички менталитет кој глумиме капиталисти, а тоа значи грабање, лапање, криминал и попрво ќе уништиме одошто да направиме нешто. Среќа, други луѓе поинаку размислуваат. И велам, тоа се култни места. Тоа се култни места кои можат да дадат многу и ќе дадат многу. Многумина сега се прашуваат што е битно со тие места. Тие места е битно заради боемштината. Поети, музичари, писатели, сликари, уметници, таму се сретнувавме. Потоа огниште кога почнаа ноќните забави. Диската завршуваа 10-11 дома. Нема спиење, какво скитање, полиција, додека да отидеш дома 10 пати лична карта ти бара. Такво беше времето. За жал, ја никогаш не се помирив со тоа кој ќе рече такво беше времето, но кој беше храбар јадеше ќотек, кој не си ќутеше и се трпеше. А ние сме нација на
Мирковци, Трпевци, Мирки, Трајки и така натаму. Не сме ние. Македонија никогаш нема да... И овој град нема да има револуција. Ќе има тивко негодување. Тој може би добро, а може би и лошо. Зато имаме и добри работи, зато имаме и лоши работи. И еле велам, тој столб кој стоеше до првото поправање на поплочување на плоштадот, Ристо Пенов. Нормално, кога се расчистуваше, на Кенан му дадоа нов дуќан, се пресели, столбот се тргна. Кај отиде, ја стварно не знам. За жал, претходниот градоначалник, кој е апсолутно само беше позер дека има нешто допирна точка со градов, ги врати бетонските столбови. 70-тите години Скопје во тој модернизам, кога веќе се оформи градски трговски центар, градскиот зид, беше на мета на лепачи на плакати. Се повеќе настани, се повеќе филмови, се повеќе некои догодоштини, се лепеше кај се стигне по стакла и така натаму. И ги направија тие бетонски столбови, доле широка подлога, па се дига вака и тука од двете страни се лепеа плакати. Толку беа грди, толку беа неупотребливи, толку беа непрактични, да градот сам кој ги постави, ги повлече после неколку години. Како едноставно ругло. А згора сметаше на пешаците, велосипедистите и така натаму. Претходниот градоначалник ги врати назад, деме карт форма и исцртаа нешто. Мислам, нонсенс кога нема естетика и концепт кој се следи, се наследува и врвни естети ги надградуваат. Но, добро, некој паметен утре ќе се сети, пак со кранот, ќе ги тргне на отпад и така натаму. Затоа што Скопје има се повеќе и функционирањето на протокот е многу побитен. Скопје ги губи корзата, бидејќи корзата не беа само за млади. Корзата беа и постарите искачаа, сите, да се видат меѓу себе, и младо и старо. Сега, например, собирањето кај Пирамида, Ванила, кај Бонијани, кај Силбо, е исклучиво на младите. И никој не смее да се буни. За жал, другиве места, еден Охрид, една Битола, цел град искача. Сите и најстарите имаат кај да прошетаат. Улица Македонија е невозможно такво нешто да има, затоа што е исечена со сообраќајници. Одамна се обидував да влијам, да се направат убави, естетизирани, големи, подземни премини, како што ги има Белград, но веројатно од страв затоа што примитивизмот, например, во Населба аеродром, кај што има подземен премин, тоа беше место за криминал и за уринирање. И едноставно не функционира. До ден денес постои тоа. Па проба со надвозници, ни тоа. Скопјанец сака да се уцапа у кал до колена, затоа што скопјанец не е урбан човек. Скопјанец е дојден од негде каде што едноставно урбанот начин на живење му е непознат и му треба многу време и генерации да се навикне дека ѓубрето не се фрла од прозор, дека и така натаму. Но и самите скопјани, па нели, и тие што викаат стари скопјани, кои ништо не се подобри од дојденците, лошите навики многу полесно ги преземаат и се прошируваат одошто добрите навики. Ако земете една партизанска или аеродром, луѓето попрво претрчуваат преку она зеленило, ке се умацаат у кал, уцапаат, одошто да прошета 20 метри повеќе да отиде до пешачкиот премин. Потребни се многу казни, но и потребно е време. Трета, четврта генерација ќе се научиме. За жал. Скопје има такви ликови. Ја многу се прашував од кого да ја барам хронологијата. Данило Коцевски, Бог да го прости, беше еден и единствен. И он правеше
fenomen. Ja ne možem da se iznačudam. Ja imam jedno intervju sa nego, ali to je takva enciklopedija, takvi fenomenalni работи. I mislim дека секој град во држава заслужува да има еден таков Данило Коцевски. Ja би сакал со сите нив интервју да прави. Да памти кои фамилии биле битни во 20, 30, во 19 век, што се случувало, кои кафеани, какви настани. Данило Коцевски ми објаснува за некаква си случка, замислете, градов бил потресен 50 години. Љубовна, голема љубовна трагедија се има случено. Негдека тука на улица Македонија, кај турист, млада девојка седи, доаѓа незиниот дечко, за да ја фасцинира. Она седи на маса со другарка, дали кафе пиеле или што уопште. Овој доаѓа, мислам, толку е бизарно, човече, ова е за на филм. Ама од Данило Коцевски, не можам ни текстот да го најдам. И сакам ова да го кажам и после да ви ја дадам поентата за неспомнувањето на ликовите. Ликот, среќа што не ги знам и имињата, сигурно би ме потресло, би видел сигурно и на гробишта да ги најдам. Вади нож и да го збрца на маса пред девојката. Тоа е време кога немаш концепт што е фрајлок. Нема коли, нема пари, нема парфеми, нема добра облека, нема нешто и сега да е фасцинира, вади нож и го збрцува на масата пред неа. Трагедијата е што тоа е голем нож, пробива масата или помеѓу даските и се збрцува во ногата на девојката. Во златното време, нормално, нема лекови, нема се, во болница, она добива сепса, дури и со ампутација не успеваат да ја спасат. Цел град толку го погодува, тоа била убава девојка. Дечкото не мислам, ја убил не сакајќи, он бил заљубен, они се сака. Цел град бил потресен. Цел град плачал. Да ви подсетам на малата Вања, колку се испотресовме. Ние по ген ги имаме, дури не знаеме ни самите зошто така реагиравме, си мислиме, знаеме. Затоа што ние сме натопани по ДНК на некакво колективно паметење на такви непотребни трагедии. Иако Вања е чист криминал за електрична столица, мене ако ме прашаш, но зборам за ова. И сега, убави и неубави сеќавања. Луѓе мои, ја може би ќе поживеам уште 5, 10, 15 години. Ќе починам. Никој, ама никој нема да се сеќава на мене. Дури, еве, моите деца, после 10-15 години, веќе тоа ќе исплива во некаков заборав, на некоја литургија, на некој помен, внуците некоја слика ќе остане и толку е од вас. За 50 години како да не сте постојали? Кого памтите вие од пред 50 години? Дури и личности кои оставиле некаква трага, или биле популарни, или музичари, или што ти ја знам, не ги памтите. Шпато, ако се спомне во некоја посебна, бил великан над се. Што ми е проблемот? Проблемот е што има луѓе за кои оставиле трага во овој период кога Скопје грабеше, се учеше, сакаше да стане, модни ревии, дискотеки. Луѓето кои правеа такви експерименти, се обидуваат таков некаков джет сет или лоу сет, а андерграунд сцена или што ти ја знам да направат нешто, неќе да дојде да збори за животот. Значи, му се јавувам и му викам. Последна шанса и мене и тебе да ја раскажеш твојата приказна. Ништо не ме интересира. Како почна, што се случуваше,
Нема да остане никаква трага. Внуците твои ништо нема да знаат за тебе. Чат пат. И мене ми е тоа малку, како да ви кажам, и тажно, и празно, и јас затоа сакам да ги направам тие интервјуа со некои луѓе, да ми раскажат како живееле, што запамтиле од Скопје, каде била нивната клупа на првиот бакнеш, првиот љубе, првото брцање на рака под блуза, првото да, првото не, првото место за водење љубов, на кој дочек се сеќава, дали тоа било во Континентал или било во Гранд Хотел, дали било на плоштад, што во паркот, каде во паркот. Ние имавме во парк една феноменална градба, која веќе 2 децени, која 3, со последен пат ја бев во таа, пиев пиво со моето друштво, изедо 10 кебапи, тој е кермес, и нормално таму свиреа тезга Лепи Сол. Нормално, Владко секогаш го интересирале, нели, и да заработи нешто, така да, нели, паузи да порачаме пиво. Гужва, место не можеш да најдеш. Пиво ладно, научна фантастика. Ама концепте, тој до ден денес ке живееше и ке твореше и ке создаваше. Арно, ама тој што го откупи, сакаше да прави хотели, 5 спрата, 3 спрата, наместо да ја задржи суштината. Езерце или некогаш 2 Јелена, него карши сител и тоа остана никаква една руина и никаков предприемачки дух да се издигне над тоа. Нема концепт. Јас сакам и тие приказни. Ја имам јадено таму, ја имам седено таму. Дури со моите деца, значи негдека пред 2000 година, паметам, феноменална кујна, одлична атмосфера, тука шатки, гуски во тоа малото езерце. А паметам од другата страна дека имаше и првиот Луна парк. Љуљашките, тој еден минимален беше и така натаму. И ова се само ситници. Секоја населба имало свое некое место пред семкарницата, пред содаџијата, или како да клакер сода некој го вика, оние лимунади со сода, знаеш, оние шишиња превртени. Тоа беа местата каде што се седеше, или пред трафиката каде што се купуваат цигари на парче, се читаше вестник, или ротороманите Лун и Краљица поночи. Значи, тоа се елементи. И тоа има луѓе кои ги собирале, кои ги знаат. Има луѓе кои првата Сина ноќ. Дали знаете дека Феријалниот сојуз во 70-тите организираше Сина ноќ? Што беше тоа? Сега ќе ви изведам од памет. Појма немам. Треба некого да донесам. Наоѓам човек кој треба да го... Немај. Океј, не доаѓај. Таа приказна нема да биде раскажена. Никој нема да памти. Јас се обидов, леле колку молев. Се сеќавам, една од најдобрите работи, ја како гурман, ми беше ванила. Ванила беше споена со Житолукс и беше фабриката во Карпош 4. Рецептите, за најоригинални рецепти имаше и во цела Македонија во производство за неколку производи, кој ќе беше добро како традиција да останат. Една Виена си има таа виенска торта. Naked Balls. Чоколадно тесто, малку мармеладче, чоколада од озгоре и толку. И овде имаше марципани, овде имаше кремчиња во чаша, оригинални. Имаше свој собствен пијалок, ванила кола. И тие рецепти негде се изгубени. Негде... Најдов еден технолог ми се јави во емисија, молим те да се видиме, да ти направам интервју, дур си жив и здрав, остави телефон и така. Исчезна свет, тоа испари. И ќе останат нераскажени, незапамтени првата
диско, приватно кое се прави, првата модна ревија во Скопје, човекот едноставно нема. Првата фабрика приватна за облека, например, Васе Лонза ми беше комшија, го утепав од молење. Тој не живее тука. Абе, викам, само приказната твоја. Нема... Не ќе да чуе. Едноставно затрупува све, трага да не остане зад него. Мене ми е жал. Ја не сакам така. А има писатели, има музичари, има такви музичари кои веќе си замина, кои не оставија трага затоа што во тоа време, нели, ние бевме газени од Белград и не можеше ништо да просперира. Македонската радиотелевизија беше командувана од пар, да речам, добро талентирани шлагераши кои одредуваа кој може да пее, кој не може да пее. Се фаворизираше само еден бенд, тоа беше Лепи Сол, друго не можеше да просперира. Дури со 103 нешто малце подкренав. Не раскажани приказни. Интервјуата во 103 никаде ги нема. Ја барем мојве останаа на YouTube. Еден ден ке ме нема, мојата оставштина со монолозите ќе имаат и внуци и правнуци, нешто ќе оставам. Некаков мал, минимален епитаф. Може би на гроб ќе ставам едно мало екранче во кое во луп ќе се вртат сите мои епизоди и сите мои глупости, добри, лоши, ужасни, прекрасни. Затоа што ја верувам во Бога и верувам во вечен живот, но верувам дека треба да се остави некаква приказна. Каков и да сум, ја сум оставил една мала ситна трага за градов. И таа е добра да се знае. Не заради мене, не заради моите деца, заради градот. Дека овој град е составен од луѓе. Шалабајзери како мене, но и поети, уметници, вредни луѓе, научници, што сакате, спортисти, you name it, you got it. Или не мора све да биде за 13 ноемвриска награда. Можеме да збориме за угостители, можеме да збориме за семкари, можеме да збориме за кебапчилници. Култни места, луѓе култни. Сетете се, ќе ви текне на некоја личност. Никој више нема да ја памти. Сликите ваши. Златно време поурно беше. Не беше поарно. Туку стари сте и тоа е жал за тоа време. Бидејќи колку и да било лошо времето, кога си млад, се ти е убаво. Кога си заљубен, не знам у било каква средина да си. Затоа овој концепт на оваа моја, ми се чини дека никогаш нема да ја завршам, а ја работам, вредно ја работам, собирам многу материјали, и видео, и фотоматеријали. Што ќе бидат текстовите, не знам. Знаете, на крај ќе остава, може би некој ќе ја доврши. Ја не знам дали ќе успеам, бидејќи мене се уште не ми е јасен концептот. Само едно одлучив, дека мене не ми треба некој одману, научник, не дека би ги одбегнал далеку од тоа, туку луѓе на рап на небитното да раскажуваат за Скопје. Еден обичен гледач да ми раскажува што памти. И не само што памти како било, не е ни важно дали е точно. Важно е да ги пренеси емоциите. Лошо беше тоа, ова добро беше. Знаете ли кој е најпосетениот, најмасовен настан во Скопје? Сега ќе се прашате и стварно, што беше тоа? Па ќе ви кажам. Тоа беше концертот на Лепа Брена, на Сајмиште, дочекот на штафетата, бдење. Па некои си 200.000 луѓе. Што внатре во салите, што надвор, што од околината. Невозможно. Кога ја не успеав ни да влезам во тоа, не беше само Лепа Брена, тоа беше воопшто настан. Која година и тоа треба да се потсетам. Луѓе мои, среќа, неколку луѓе направиле серии историски, дури и со помош на Совет за радиодифузија, така што ја најдобро е тука негде да завршам. Едната серија е Досие Скопје. Дарко
режисерот и на трето полувреме, контроверзниот филм, не контроверзен за нас, за Абдалива одоколу, направи феноменална серија, едно од најдобрите. Но има една серија која многу малку се врти, која сега после овој мој вовед ќе идат 2 епизоди и овој мој вовед ќе биде за сите вас, се вика 091. Исто така некој во тој модерен видео динамичен Pulp Fiction стил со модерна монтажа, не она сувопарно како што го правеше македонската радиотелевизија. Јас само ве молам, не ги фрлајте вашите стари слики, вашите стари филмчиња, вашите стари видеа, нешто на ВХС ли ово, она, ваму, таму. Префрлете тоа дигитално. Испратете ми го. Ја имам страна на Facebook, на YouTube, на Rumble, што се вика Шармот на Скопје или Дискретниот шарм на Скопје и пратете ми ги. Наместо да ги фрлите у канта, ќе ги објавам. Ако ми дадете податок, окей. Ако не, ќе биде само една ознака од времето. Колку фотографии сум нашол од мајка ми, од татко ми. Најдов една фотографија, драга другарке, ама тој е дух на време, 50 години. Нека оваа фотографија биде за секогаш во нашите срца како сеќавање на нашето другарство. Која е, што е, ќе се запамти во вечноста. Ја немам една архива заради да оставам секој оној што доаѓа во овој град, што наследува, дека градов не е ѓубре, дека градов не е хаос, дека градов почива на живи луѓе, со срце и душа. И тие највише што ги мрзете оставале. А секој што имал емоција, што се насмеал, што се расплакал овде, натопил, оставил трага, таа трага не може да се избрише. Затоа Скопје и кога е најзагаден, ние не бегаме од него. Викаме немаме каде. Имаме. Сите можеме. Ама лепи. Затоа што го осеќаме ова тло, ја осеќаме таа вибрација. Ако кашламе од градов, еден ден ќе се надмине. За 100-200 години градов ќе се еволуира во нешто можеби почисто, можеби ќе се распадне. Не знам. Но моја должност е како новинар, и тоа го сакам до крај на животот. Затоа и интервјуата која ги правам, ги почнувам што правеше ти како млад. Ако не е барем посветена на градот, но барем да се подсетам што ти си правел во градов. Роден си во Охрид, окей. Што правеше во Скопје кога дојде? Или што памтиш од Скопје? Ако не, кажи ми за Охрид. Еве за Охрид ќе правиме емисија. Тоа се хронологија. Па утре некој која ќе прави, како што јас се обидувам да направам за град Скопје, некој ќе го користи тој материјал па за историјата на другите места. Луѓе, ќе бидеме заборавени, ќе исчезнеме. Ни лик, ни име, ништо нема да ни се памти. Затоа е оваа шанса во ова дигитално време да оставиме трага. Затоа ви велам и ве охрабрувам. Одиме со 2 епизоди од 091 и тоа е тоа. Погледнете ги и ќе ви стане јасно. Можеби ќе ве поттикне што треба. А мене лесно можете да ме исконтактирате, мейлови, месенџери и така натаму, па да придонесете со некаков материјал. Не трчајте, не треба одма. Оваа работа се работи многу бавно, без многу трчање. Ова е нешто што е како собирање камчиња на плажа кога бараш, ама некое убаво нешто што онака, ова е тоа. Скопје е како плажа со многу камчиња, ма не сите се убави.
не сите се да ги ставиш и да ги изложиш. Здраво и добре дојдовте во новиот серијал од 6 епизоди посветени на Скопје. Каде и да одите и кого и да прашате, ќе слушнете одговор дека Скопје е страшно мал, но симпатичен град. Скопје трае со години и наспроти јавноста која што се чувствува повикана да зборува или да реагира за Скопје, а го прави тоа во еден константно парадоксален став дека го толерира Скопје не поднесувајќи го. Всушност мислам дека сите ние се сомневаме малку во смисленоста на градот, без разлика што сме свесни дека понекогаш дури не ни можеме да предложиме ништо паметно и дека можеби е тука присутна свеста дека хаосот кој што го гледаме и не е така без причина и дека скопјани како учесници или да речам актери во одредени убави и не толку убави хронични состојби сепак се препознаваат и се единствени по силата, по квалитетот, по темпераментот, по апетитот, можеби и по смислот за политика, за мода, за убавина, па и за бизнис. Оваа епизода, поточно целиот серијал, не го обработува Скопје во периоди, туку во теми. И ако еден град не го сочинуваат, да речам, градбите или зградите, мостовите, улиците, а го сочинуваат оние кои што живеат во него, тогаш ова е веродостоен опис на фактите, без разлика дали се тие вистински измислени, секако со скопјани во нивна сопствена интерпретација. Темата на оваа епизода е архитектурата на Скопје. Јас се надевам дека ќе уживате. Всушност се обложувам. Дали знаете дека Скопје се наоѓа на 21 степен и 26 минути источна географска должина и 42 степена северна географска широчина? Надморската височина во центарот на градот изнесува 240 метри. Се простира на 1818 км квадратни, во широчина 9 км водно Радишани и во должина 23 км Драчево Ѓорче Петров. Градското подрачје зафаќа површина од 225 км квадратни. Стамбената површина во Скопје изнесува 9147 метри квадратни, има 135.124 станови и 20,6 метри квадратни просечна површина по жител. Скопје има 528 км улици, 716 км канализациона мрежа, 529.290 метри квадратни зеленило, 40.000 метри должина на дрвореди, 47.000 метри квадратни шуми или со еден збор 6,20 метри квадратни зеленило по скопјанец. Иако во Скопје скоро и да не постои кодифицирана архитектонска естетика, ако таква воопшто може да постои во општата естетика, сепак некои градби со својата маркантност, постојаност и убавина заслужуваат, брате, апсолутно алиби на нашите поштенски марки. Старо Скопје, мислам Скупи. Треба Скупи да се обнови и да човек кој ќе отиде во Скупи као објект многу близко до градот, значи буквално да се осеќа као Рим, нели? Градбата која што дефинитивно треба да се најде на поштенска марка и да биде еден репрезент на градот, да можат луѓето, странците евентуално да ја видат, они кои ќе дојдат сигурно ќе видат, тоа е Скопската тврдина Кале. Ако сме веќе толку близко до еден археолошки
локалитет, што е буквално во самиот град, значи тоа е Скупје, и со тој аквадук што е невиđен, а ние така никој не ни знаеме, ние сме биле, родени сме тука, тоа треба да заживее како објект. Мислам дека таа тврдина уште може да даде можност, поради тоа што таа веќе изгледа онака како што изгледа. Порано беше запуштена, сите тоа ние го знаевме и сигурно пред едно 4-5 години немаше да кажам дека може да се стави на поштенска марка, но во секој случај е некој обележен на градот. Пантелеимон, воопшто целиот тој комплекс Пантелеимон не рези со една може би убава гледка на трешноста, на фреските. Во другите градови има тврдини кои што можеби се многу поголеми, многу поосветлени, но тоа е скопската тврдина Кали, сепак мислам дека таа треба да се најде. Потоа иконостасот од Свети Спас и сигурно сите ви го кажале, ама и за мене Калето. И тоа ноќе. Па мислам дека на поштанска марка заслужува да биде старата железничка станица. И можеби заради тоа, за да се стави на поштанска марка, ќе треба повторно да се наредат буквите, да се офарбаат со златни букви, да се слика, па да се направи во компјутер премотување на се до тоа, па да се изработи поштанската марка и може некој нема да му текне повторно да ги извади тие букви, тие ќе останат така благодарение на поштенската марка. Па има повеќе интересни градби, онака и кои би можеле да бидат интересни за на поштенска марка и кои го заслужуваат тоа. Кога би се реновирал камениот мост заслужува, веројатно и е, мислам досега, веројатно и е на поштенски марки бил, на наши поштенски марки. Само треба да се исчисти, да се реновира, да нема тетки што продаваат пенкало за 5 денари. Скопје има една фасцинантна градба која што сите помалку ја заборавиле, а пак ниту оние што се одговорни во културата, ниту пак градските татковци не се грижат многу за неја. Тоа е аквадуктот кон Шуторизари, кон таму на Кистенковец, на тој дел. Јас наистина би сакала да има уште објекти што би заслужиле да го добијат епитетот поштенска маркица на Република Македонија, меѓутоа не знам. Но мислам дека би можела да се најде и Свети Пантелеимон, црквата. Во Скопје мислам дека има повеќе објекти, да кажем, кои се интересни надворешно гледано, значи. Би можела да се најде и Рисичевата палата, така со плоштадот. Калето може да биде на нашата поштенска марка. Може да речем како еден стар објект, споменик или така некако да се каже. А без разлика што таа градба повеќе не постои, нели, после земјотресот, мислам дека официрскиот дом или пак зградата на стариот театар се уште лебда тука меѓу скопјани и во Скопје и апсолутно би биле тие се и со поштенската марка би станале уште поголем печат на овој град. Со оглед на тоа дека имаме неколку архитектонски градби или објекти кои што се на поштенска марка, единствена градба во Скопје која што навистина заслужува таква чест мора да биде некоја кафеана. После тоа исто на поштенска марка може да биде телевизијата, исто еден стратешки објект за Скопје, да кажем. Кафеаните во Скопје се културни институции и како такви треба да се третираат и не треба да се потценуваат и тоа треба да биде најверојатно со консензус донесена одлука. Се надевам дека нема да имаат ништо против скопјани. Знаевте ли дека во 1911 година скопјани еуфорично се подготвуваат за пречекот на својот император, султанот Мехмет Решан, и во негова чест го реновираат камениот мост, при што е поставена нова железна ограда. Во 1937 година во чест на јубилеот, 25 години од српското освојување на Македонија, покрај камениот мост се поставени споменици на српските кралеви Петар и Александар. Денешната младина не го памети камениот мост ниту со камена, ниту со железна ограда, бидејќи веќе цела деценија камениот мост се реновира.
Два елементи се потребни за да се изгради историјата. Фактите и некој кој што верно ќе ги прераскаже. Шетаме под балкони стари повеќе од 100 години или седиме на дитчиња кои што се дел од нечии фасади, по тротоари или по пешачки премини, сме градели и градиме инфериорни или супериорни во однос на нашите предци и без разлика какви и да сме фантастични или неталентирани, архитектурата во Скопје тоа подеднакво го памти. Првата населба на територијата на денешно Скопје изградена е во камено време околу 3000 години пред нашата ера. Подоцна во железната епоха Скопје било населено од трибалите, стар тракиски народ кој го изградил првиот зид на ридот Кале. Трибалите биле набркани од илирското племе Дарданци, кое дошло од Косово во 4 век пред нашата ера. Тие изградиле населба на Зајчефрид и ја нарекле Скупи, што значи стреи или колиби. Во првиот век пред нашата ера Скопје го зазеле римските легии. Императорот Домицијан тука населил голем број служени војници од Северна Италија, Франција, Шпанија, Сирија. На сите нив им доделил парцели и така била изградена римската колонија Флавија Скупи, а од тој период датира и римскиот аквадук кај Визбегово. Во 580 година, епископската столица Скупи била разурната од катастрофален земјотрес. Царот Јустинијан, кој самиот бил скопјанец по раѓање, наредил да се изгради нов град на нова локација и го нарекол Јустинијана Прима. Неколку векови по Јустинијан Скопје го населуваат македонските словени. Тие на ридот Кале ги удираат темелите на денешно Скопје, кое станува еден од градовите на Самоиловото царство. Во 11 век Скопје го заземаат византиците, потоа македонските востаници, па пак византиците, па норманите, па повторно византиците, па бугарите, па епирците, па уште малце византиците, за на крај да го освои српската династија Немањичи, а кралот Душан во него се круниса за цар. Во 1392 година Скопје го освојуваат страшните турски генерали Тимурташ Паша и Игит Паша, а султанот Бајазид го прогласува Скопје за своја втора престолнина. Турците го прошируваат градот од Кале кон реката Серава, градат улици, мостови, анови, џамии и палати. Во 1689 година градот го преземаат австриските трупи и востаниците на Карпош. Во градот избива епидемија на чума и генералот Пиколомини наредува Скопје да биде запалено. По овој пожар Скопје пропаѓа и нагло опустошува. Патеписците го опишуваат како населба со само 2 до 3000 куќи. Од голем и убав град се претвора во мала и бедна касаба. Во 1899 година од агенти на Австро-Унгарската империја е изработена првата географска мапа за местоположбата и протегањето на тогашно Скопје. Во тоа време се нарекувало Ускуп. Во тој период градот се простирал на две реки, Вардар и Серава, поделен е на 75 маала. Десниот брег на Вардар бил многу поразвиен и поизграден и во тој дел бил центарот на градот. Левиот брег броел многу малку маала и тука се наоѓале само ниви и бавчи. На низината периферија се наоѓала железничката станица. По изградбата на железничката пруга во 1873 година, Скопје повторно доживува експанзија. Градот е поделен на 3 кварта. Градски кварт или центар, кој се протегал од Скопско Кале, старата турска чаршија до реката Серава и на север до Чаир. Турски кварт, лоциран меѓу реката Серава и Газибава, и Вардарски кварт од Камени мост до старата железничка станица. Овој изглед на градот го задржал се до крајот на Балканските војни. Во периодот на Прво српско, српската власт забрзано работи на урбанизацијата на ориенталното Скопје. 1912-та, од страна на архитектот Димитрije Леко, направен и прифатен првиот урбанистички план на градот. Во тој период центарот на градот полека се сели од левата на десната страна на Вардар, со што градот е поделен на два дела – ориентален и европски. Така е и до ден денес. Во војните операции и бомбардирања за време на Балканските војни урнати се од темел 3000 објекти во градот. Но затоа во 20-те години Скопје доживува урбанистички бум. Се отвора првиот филозофски факултет, се калдермисуваат скопските улици. На плоштадот се гради Ристичевата палата, во која се наоѓа првиот скопски лифт. На местото на Бурмали џамија започнува да се гради офицерскиот дом. Отворена е новата зграда на Скопскиот театар, изградена е зоолошката градина и зоолошкиот музеј. Во старата чаршија изградена е првата бензинска пумпа Shell, на местото на денешната населба аеродром. Во присуство на кралското семејство отворен е и првиот аеродром. Во градот се отвораат 17 нови основни училишта и неколку нови цркви. Света Петка во Црниче, Свети Архангел Михаел во Автокоманда, Свети Ѓорѓи во Чаир, а конечно е завршено градењето на црквата Свети Константин Јелена. Новата власт како да решила од ориенталното Скопје да направи европски град. Скопје започнува да заличува на модерен европски град.
и добива првите јавни телефонски говорници, а со изградбата на комплексот Рашче и првиот модерен водовод и канализација. До зградата на Стопанската комора свечено е отворена Народната банка, подигната е зградата на денешната градска болница, а наспроти неа започнува да се гради палатата на Бановината, денешно собрание на Република Македонија. Архитектонска круна на деценијата е изградбата на новата железничка станица, најубава на Балканот. Скопските маала се прошируваат и почнуваат да зафаќаат пошироки области. Буњаковец, Дебармаало, името го добива според дебарчани кои го изградиле. Мала станица, Тасино Чешмиче, Кисела вода. Тоа беа сите податоци со кои располага 091 во врска со историјатот на архитектурата во Скопје. Останете со нас. Ова што го зборуваме оваа емисија можеш исто така да го прераскаже некој што Скопје го сака или што за Скопје знае исто колку нас или повеќе, но само да ве потсетам дека оваа емисија зборуваме за архитектурата, но архитектура постои во драматургијата, архитектура постои во маркетингот, се вика архитектура на бренд. Архитектура на бренд е начин на кој ние фактички создаваме, ги градиме брендовите. И најкратко кажано, тоа е, значи, архитектурата ја сочинуваат рационалниот и емотивниот дел на брендот, како и кај секој човек, физичките карактеристики и емотивните карактеристики. Односот на секој потрошувач кон брендот е како човек, како однос кон човек. Затоа ние на брендовите на кои работиме, им покрај физичките карактеристики им даваме и карактер. Тоа е тоа. Бидејќи, еве, као агенција рекламна, ние имавме она акција за Скопје, заедно со градоначалникот, каде што потикнавме луѓето да се мобилизираат околу придонесот за Скопје да биде поубав град. Меѓутоа, еве, кога би сакала баш да го промовирам Скопје како Скопје, јас лично не би тргнала никогаш од некој град би изгради, него би ги направила ние ситни мали детали што фактички го разликуваат градот. Дали е тоа однос, дали се тоа некои луѓе, дали нивното однесување, дали е тоа саботно кафе, дали е тоа некое катче што не е за секого, дали отсуството на сообраќајни знаци, нешто што сосема би било поинаку, затоа што Скопје не може да има ист пристап како и Париз. Скопјани, не се разликуваат генерално од потрошувачите во светот. Значи, како конзументи на реклами, понекогаш се чудни со своји специфики, што се всушност специфики на менталитетот, меѓутоа и на кратката историја на рекламирањето на адвертајзингот во Македонија. Така да, за некои работи што би помислиле дека никогаш нема да им се допаѓаат, нив им се допаѓаат, и обратно, за нешто што може би мислите дека не им се допаѓа, не им се допаѓа. Меѓутоа, затоа пак ние секогаш однапред ги прашуваме дали им се допаѓа или не. Билбордите, ситилайтите и така натаму се дел од секоја метропола. И тоа е еден начин, да речеме, првото присуство на ситилайтите и на билбордите во Скопје го донесе тој некој дух на интернационален на метрополите. Меѓутоа, нивното прекумерно користење и позиционирање на погрешни места понекогаш знае да биде со спротивен ефект. Така да би рекла да колку што придонесуваат да Скопје изгледа модерно, исто толку и придонесува да изгледа натрупано и малце неорганизирано. Во однос на тоа колку го експлоатира или го користи или прикажува Скопје во своите реклами, тоа е онолку колку што е потребно или колку што е во согласно со проектот. Значи, ако тоа има релација со Скопје како символ, со Скопје како карактер и придонесува за поубава и појасна комуникација на она што сакаме да го кажеме, да, во секој случај тоа во најдобра слика. А дали знаевте дека во периодот од 1921 до 1929 година на територијата на Скопската општина издадени се 127 дозволи за градба? 1942 формирана е комисија за промена на називите на улиците во градот. 1948 изработен е генерален урбанистички план на Скопје. Од 51 до 60 малата во Скопје се групирани во 4 така наречени народни општини: Идадија, Киселавода, Кале и Саат Кула. Денес Скопје има 7 општини, и тоа Центар, Карпош, Киселавода, Чаир, Газибаба, Ѓорче Петров и Шуто Оризари. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Колку која е најубавата? За мене најграда градба во Скопје е Скопски саем, затоа што се тоа хангари во кои што се изложуваат разни манифестации и сметам дека тоа е најружното нешто во градот. За мене убедливо најграда градба е железничката станица. Дефинитивно, можеби затоа што е така голема, огромна, е транспортниот центар, да речеме. Чудовиште која лапа се околу себе, а не служи за ништо. Не знам дали некојаш ќе може Скопје да се ослободи од неа, но многу му штети на изгледот. Според мене има две градби дефинитивно, маја ќе издвојам градбата на МНТ, на Македонскиот народен театар и на хотелот Амбасадор. Али сепак предничи МНТ. Сите гласат за нив, нели? Особено што претходно знаеме каква била градбата на Македонскиот народен театар, односно Националниот театар, и баш ме интересира зашто уопште не ја копирале, заради тоа што таа предела требало да изгледала супер окей, ја не ја знам, ја имам видено на слики, ама вака сигурно не требало да изгледа. Структурата на Скопје како тло и нашите брилијантни и не така вешти екзекуции сепак може да ги објаснат само луѓе кои што работат на таа проблематика. Какви биле нацрт плановите, а какви се нивните реализации, кои се најголемите архитектонски проблеми на Скопје, каков стил најчесто преовладува и која е најдобро решена населба во Скопје, сепак мислам дека ќе ни се разјасни од следниот прилог. Најдобро решен дел, според мене урбанистички можеби, е и естетски,
е водно, бидејќи мислам дека ниската стамбена структура и објектите не поголеми од приземи и 4 спрата е најдобро решение за овој град. Архитектонски проблеми во Скопје. Најверојатно тревата. Паркирање. Има премногу трева во градот, кој што е убав за око, меѓутоа кога ќе заврне дожд тој прави блато, блатото оди на улица, и нас ни се чевлите прљави, и нас ни се фасадите прљави, и нас ни се прозорите прљави. Тоа не е затоа што Скопје има индустрија, Скопје нема индустрија, Скопје има трева. Главен проблем, недостаток на катни гаражи, тоест непостоење на катни гаражи, адекватни паркинг простори, празнини во градот, дупки, неискористеност на центарот како градежен простор, градење огромни згради за кои што нема потреба, непочитување на инсолација и аерација во градот. Капиштето очигледен пример и Портавла е за тоа. Па во принцип, после земјотресот целиот град е грешка. Затоа што во принцип не е почитуван урбанистичкиот план кој што бил даден од Кензо Танге, што бил во тоа време премногу револуционерен, веројатно тука си правил нешто што не го пуштил да прави дома. Се што он замислил, се е направено напола, или 1/4, или 2/3, или е погрешно наместено и така не изгледа градот. Градби кои што не се довршени, според моите сознанија е дел од Порта Буњаковец. И тоа е изградено, мислам дека половина од комплексот, додека остатокот кој што треба да врти кон булеварот Климент Охридски, значи да не постојат кафаните, корнери, можеби булевар, тој да воопшто не е направен. На Скопје највеќе му фалат... На градот му фали што не личи на град. Мали улички проаѓалишта, например, она што го зборев за тревата, да се дозволи луѓето да изгазат тревата онака како што мислат дека треба да стигнат до негде, за да си го скратат патот, и изгазените места веројатно се поплочат. Тогаш би имале вистински гради, луѓето би се движеле логично. Сега се криеме да не види некој дека одиме по трева, а всушност имаме трева и на 2 километра имаме да пројдеме негде и после мораме да се вратиме повторно по истата трева да стигнеме на некоја зграда која што е на чекор од тревата. И мостови, ние немаме мостови. Во Скопје последно нешто што е запазено како стил е, не знам, влијанието на Отоманската империја. Нема стил што превладува во Скопје во однос на архитектурата. Мешано со не знам, стиловите на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век во Европа. Меѓутоа тоа веќе го нема ради земјотресот. Има некои елементи на некои неокласицизми, еклектицизми, не знам какви свеизми, постмодернизми, меѓутоа све е тоа така испомешано да не може да се каже дека постои некој стил во градов, што е тенденција. Така да за Скопје нема, не знам, скопизам, кај да знам каков е стилот. Странците го сакаат, ние не го поднесуваме. Ја многу го сакам делот од кај Жабарот таму кај владата до поранешната команда на армија, сега е Министерство за земјоделие. Мислам дека е тоа и дека така треба и понатака низ Вардар да се одвива град, а не 7 слоја на шеталиште. Ете не на крајот. Во некои од класичните ТВ емисии режијата и авторството се тотални, но тоа не важи за нашата, бидејќи ние правиме само прережирање на материјата. Всушност ја испитуваме реалноста, ја појачуваме или прочистуваме и тоа не значи дека ќе станеме архитекти или дека ќе ни биде јасно се во врска со архитектурата на Скопје, но сепак мислам дека некои работи и постапки на скопјани ќе ни станат малку појасни. Што и да му се случувало на Скопје во минатото и што и да го чека во иднина, сепак мислам дека заслужува малку повеќе внимание и заслужува да го играме и до следната епизода да не се прашуваме што се Скопје или градоначалникот негов може да направи за нас. До следната епизода да смислиме што се за Скопје може да направиме ние. Бидете ми добри.